Почитувани, во годината кога Македонија одбележува 80 години од историската кодификација на македонскиот стандарден јазик, символот на нашиот идентитет, културен континуитет и државност, владата на ВМРО ДПМН на срамен начин дозволи да се избрише името, достоинството, македонскиот јазик во Европската Унија. Премиерот Мицкоски, заради тесно политичките интереси, ја отвори дебатата за македонскиот јазик во Европскиот парламент, нешто кое што беше затворено, а јазикот дефиниран како единствен македонски јазик, единствен македонски народ. Комисијата за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изразува длабока загриженост од ваквото однесување на ВМРО ДПМН. Ова не е само државнички срам, туку и доказ за неспособноста и некомпетентноста на ВМРО ДПМН да води дипломатија, да застапува национални интереси и да разбере што значи јазикот за идентитетот на еден народ. Владата на ВМРО ДПМН нема визија во јазичната политика, нема став во европските институции, ниту има глас кога се расправа за македонскиот идентитет. А најважно од се, нема кичма да го брани македонскиот јазик. Наместо да искористат годината на јубилеот за засилена меѓународна афирмација на македонскиот јазик, тие дозволуваат да се поднесуваат амандмани во Европскиот парламент со кои се брише неговото име, неговото значење и неговото постоење. И сето тоа со нивна тишина, со нивна дозвола, со нивен срам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше партијата што обезбеди официјално признавање на македонскиот јазик во Европската Унија со потпишување на договорот Фронтекс без никакви додавки, фусноти или звездички. СДСМ ги заштити електоратите, го поддржа Институтот за македонски јазик, вложи во стручна литература, медиумска присутност и јавна употреба на македонскиот јазик. СДСМ ја внесе македонската јазична приказна во европскиот дискурс со почит и јасна позиција. Денес, после една година од владата на ВМРО ДПМН, се тоа се брише. Се враќаме во времења кога македонскиот јазик се нарекуваше наводен или регионален дијалект, и тоа се случува со поддршка од домашната власт. СДСМ остро ја осудува оваа неспособна, молчалива и сервилна политика на ВМРО ДПМН. Го повикуваме премиерот Мицкоски да излезе пред јавност и јасно да се изјасни дали го поддржува бришењето на македонскиот јазик од извештаите на Европската Унија. Дали ќе се изјасни во Брисел или пак ќе ќути како и за сите останати теми. Исто така ги повикуваме и сите граѓани, ученици, студенти, наставници, професори, медиуми да се приклучат кон заедничка борба за одбрана на македонскиот јазик како темел на идентитетот и на иднината. Македонскиот јазик не е изборен слоган, не е политички маркетинг, ниту реквизит за митинзи. Тоа е нашата татковина изразена во зборови. Не можеа да не го поменам големиот Блаже Конески, кој рече: се додека го вардиме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да молчи. Ќе зборуваме со јазикот на вистината, достоинството, но и одговорноста. Ви благодарам.